Синоќа во градската библиотека Борка Талевски прилеп со едукативна трибина беше одбележен 29 септември, светскиот ден на срцето. Наставнат ја истакна врската меѓу кардиоваскуларното здравје и дијабетесот, ризик факторите, превентивните пристапи и потребата од здрави животни навики во заедницата. Светскиот ден на срцето е глобална кампања за подигање на свесноста при луѓето за значењето на срцето и кардиоваскуларните болести, која што ги поттикнува луѓето да се грижат за своето срце, а лидерите да обезбедат глобална платформа за акција како би се намалила оптовареноста од овие болести. Темата на овогодишниот светски ден на срцето е не пропуштете ни едно чукување, кое истакнува важноста за редовните прегледи, за раното откривање и изборот за здрав стил на живот како би се спречиле овие болести. Испитувањата што ги вршат Институтот за јавно здравје и ние центрите за јавно здравје сме дошле до податоци дека 36,5% од населението над 18 години е со зголемена телесна тежина, а 18,3% со дебелина. Меѓутоа, за жал ќе кажам, преваленцата на зголемена телесна тежина и дебелина е уште поголема кај учениците. На овој графикон што го гледате, се гледа зголемена телесна тежина кај деца и дебелина кај деца од второ одделение. Дури имаме и екстремна дебелина, кога боди мас индексот е над 40, и тоа во 5,2% кај момчињата и 3,6% кај девојчињата. Ни вегани, ни вегетаријанци, додека барем не ни заврши репродуктивниот период. Значи, дека женските родат деца, дека машките родат, направат деца, значи, мора да се заврши тој процес, бидејќи не можете да ги искомбинирате од растително потекло протеините, ама не го знаете составот како треба да ги комбинирате. Тоа треба нутриционист да ви направи состав и вие само тоа да јадете, ама ќе се најдете у крушево, ќе се најдете во охрид, ќе се најдете, не знам, на плетварна плена. Не може да ги искомбинирате сите работи така како што мислите. Посебен акцент беше ставен на правилната исхрана и контролата на дијабетесот преку броење на јаглехидрати.